Почитувам господине председател на Собранието на Република Македонија Талат Джафери, почитувани и останати колеги и колешки пратеници, почитувам господине мандатар, дами и господа кандидати за министри, почитувана јавност. Би сакал да започнам со една честитка за светиот месец Рамазан за нашите сограѓани и сограѓанки од исламската вероисповест. Би сакал да продолжам со малку поинаква нота. Во овој момент Македонија е држава каде не владее правото, каде мафијата која досега владееше, остави систем, навикна да му служи само на еден човек, и каде граѓаните на оваа држава толку долго беа крадени, лажени и сведувани на обична машинерија за гласање, што добар дел од нив се соживеа со својата улога, со улогата која вие им ја наметнавте, дека мораат да бидат или со вас, или под вас, или за нив нема живот во Македонија. Политичка криза, дајте ви се молам. Наш најголем проблем е што овој криминоген општествен феномен го третиравме како политичка криза. Ова е кривично правна, ова е криминална криза, каде бандити и криминалци бараат да бидат третирани како политичари и државници. Доста беше. Ова е кривично правна и криминална криза, каде мафијата на власт во текот на 11 години, цела држава и сите нејзини институции ги сведе на ништо повеќе од едно премногу комплицирано средство за извршување на кривично дело. Ако ви треба доказ за тоа, само погледнете ги грозоморните и одвратни настани од 27 април. Јас и многу мои сограѓани и сограѓанки сакаме да живееме во поинаква Македонија. Сакаме да живееме во Македонија која ќе биде татковина на сите. Концептот на едно општество, кој толку многу го напаѓате, значи токму тоа. Едно општество значи дека ќе градиме Македонија, каде што институциите нема да познаваат ваши или наши, патриоти или предавници. Нема да познаваат ВМРО-вци, соросоиди или комуњари, едноставно ќе познаваат граѓани. Но тоа значи и многу повеќе. Тоа е концепт во чиј центар се граѓаните и нивните права. Тоа е концепт во кој граѓаните се собственици на државата, а не клиенти кои треба привремено да се задоволат и да молчат, додека нивните газди го прават својот милионски криминален профит. И на крај, тоа е општество каде владата вистински одговара пред граѓаните, каде владата се плаши од граѓаните, а не обратно. Кажам со една реченица, дами и господа, сакаме да живееме во држава каде лошите се криминалците, а не албанците, соросоидите или комуњарите. Како што реков на почетокот, Македонија е многу далеку, болно далеку од такво општество. Оставате држава и систем, каде еден човек, една банда може да има неконтролирана моќ. Држава каде за граѓаните е нормално криминалецот дрско и алчно да се држи за власта дури и 2 години откако се објавени снимки за неговиот криминал. Каде влезот на паравојни структури во законодавниот дом, кои со терористички тактики се обидуваат да убијат пратеници, може да биде представен на вашите криминални медиуми под насловот "Народот си го врати собранието". Не е тоа народ, дами и господа. Не се народ маскираните тепачи кои ги пуштивте да влезат во собрание да убијат. Народ се протестирачите, кои храбро и без криење, со месеци, со години протестираа против целата ваша машинерија. За нас против целиот свет протестирав. Не се народ директорите, кои заплати од илјадници евра ја ширеа вашата пропаганда и кои дрско ги лажеа граѓаните. Народ се храбрите луѓе, кои по оваа мрачна декада на груевизмот се уште имаат храброст да го кренат гласот, знаејќи со какви мрачни и валкани последици може да се соочат. И на крај, не се народ корумпираните и криминалните политичари и пратеници кои дрско ги злоупотребуваат своите функции, мислејќи само на себичните интереси и на интересите на својот лидер. Народ се политичарите и активистите, кои ставија глава во борбата против вас во момент кога тоа се сметаше за лудост. Кои свесно ги ставија своите раци и лица во калта, само за да може да ги соголат и да ги покажат вашите. Знаете што ме боли најмногу? Да, најискрено ми пречи вашиот криминал, парите кои ги украдовте, вашите лоши и неодржливи политики, иселените млади, уништеното здравство, упропастените медиуми, уништените евроатлантски интеграции и многу, многу други. Но тоа што најмногу ме боли е тоа што го злоупотребивте, тоа што го украдовте и присвоите мојот македонски национален идентитет. Тоа што зборот Македонија го изедначивте со зборот ДПМН, а тој пак го изедначивте со зборот Груевски и неговите криминални интереси. Ме боли индоктрираната младина која порасна во вашата пропаганда. И ме боли тоа што луѓе завиткани во македонското знаме, во моето знаме, влегува да тепаат и да убијат пратеници кои ги избрал токму тој народ кој наводно го браните. Не е тоа мојата, не е тоа нашата Македонија.
Оваа сегашна стварност е само одвратен нус продукт на вашата криминална пропаганда која 11 години ја садите во нашето општествено ткиво. Сте бранали унитарност, поима немате што значи тој збор. Накратко решено, унитарност значи единствена власт, државна власт. Како го нарекувате системот каде губитникот на изборите и повеќе од 6 месеци одбива мирно да ја предаде власт? Како го нарекувате системот каде припадници на полицијата, на армијата, на безбедносните служби облечени во фантомки влегуваат во законоданиот дом да тепат и добијат претеници? Како го нарекувате системот каде председателот на Врховниот суд во јавноста е познат како Јово Превара и кој го третира судството како своја приватна шаковска табла, дизајнирана само да одговара на теркот на тефтерот на Гордан? Како го нарекувате тој систем освен двовластие, освен неунитарен систем? Да, колеги и колешки, унитарноста не само што ни е загрозена, туку веќе подолго време ни е непостојашка, фиктивна, но не поради резултат на некои нови коалиции, декларации или платформи, туку поради резултат на вашето криминално и себично владење. И сега се поставува прашањето како до тоа, како од Македонија која ни оставате до Македонија која сакаме да имаме, прогресивна, просперитетна, ориентирана кон Европа и НАТО. Краткиот одговор е лесен, реформа и политичка волја. Но спроведувањето на овој одговор не е ниту лесен, ниту брз процес. Лесно се менуваат законите и институциите кои возможуваат криминално да владеете толку долго. Тешко се менува свеста на граѓаните дека оваа држава, кои веруваат дека државата мора да функционира вака бидејќи не може поинаку. Ќе покажеме дека можеме поинаку. Како ќе го направиме тоа? Само со личен пример и со помирување на премногу поларизираните страни во нашето општество. Личниот пример ќе им го оставам нивниот премиер и нивните министри, бидејќи верувам во него и верувам во идната влада. Но најмногу се бидејќи верувам во нивната свест дека во случај на неисполнување на ветеното, прво ќе треба да се соочат со нас, а дури потоа со вас и со остатокот од јавност. Помирувањето, колеги и колешки, е процес кој што ќе бара многу повеќе од добра верба и напорна работа. Одговорност, казни, потоа помирување. Не можам да се помирам со претеничка група во која се уште има претеници кои пуштија пара воени структури да тепаат и да убијат нивни колеги, додека мафија управува со судството наместо седи на обвинителна клупа. Знаете што значи тоа утврдување на одговорност што го бараме од кај вас? Тоа што го скандираме цело време полиција, тоа што го збориме од собрани. На крајот од денот, ако бидат прогласени за виновни во фер и правична постапка пред независен и пристрасен суд, не ми е приоритет дали Никола Груевски, Илија Димитров, Антонио Милошевски или било кој друг ќе оди во затвор, ниту дали ќе ги вратат парите кои евентуално ги украли. Да, сакам да ги видам во затвор ако се виновни, да, сакам да ги видам парите назад во буџетот. Но тоа што ми е приоритет, тоа што ми е најважно, тоа што верувам дека мора да се случи за нашата држава да тргне напред конечно, е нашите институции, нашиот правосуден и останат систем официјално да го прогласат ваквото владење како криминално, како општествено недозволиво, за да се осигураме дека никогаш повторно нема да ни се случи Груевски или некој сличен нему. А дали виновните ќе избегаат и дали кога и колку од парите ќе вратат, зависи од институциите надлежни за откривање и фаќање на сторителите и на оние за запленување на противправно стекнатиот имот. Наша должност и наша работа е само да ги зајакнеме доволно за да може да си ја вршат работата. И тогаш луѓето како Крсто Муковски, Сашо Василевски, Јохан Трчуловски, Љубен Арнудов, Жаклина Пешевска, Љупчо Димовски, Трајко Ваљановски ќе одговараат. И тоа воопшто нема да биде реваншизам. Тоа ќе биде хируршки прецизно отстранување на канцерот на груевизмот од нашето општество. Жал ми е што господинот Груевски повторно не е тука да ги чуе критиките, но добро, може би врши увид во реновирањето на пресцентарот горе. И на крај, сакам да ви се обратам на мандатарот и на идната влада. Знаете, ама ви повторувам, ќе ве контролираат, ќе ве критикуваат, ќе ве напаѓаат, ќе не напаѓаат истите луѓе кои го дадоа гласот и кои што не поддржуваа на улиците. Во првиот момент кога ќе застраниме од патот кој заедно го чекоревме, никогаш не смееме да го заборавиме тоа. Тоа, колеги и колешки, е единствената вистина која никогаш не можете да ја сватите. Дека е во ред да има несогласување, дури и кај вас, дека зборот на фирерот, лидерот не е светост и не треба да се третира така. И тоа, не вашиот криминал, не вашето алчно владење е причината за вашиот крај. Тоа каков крај, човек. Благодарам.